Улицата со најмногу деца во Берово ја изгуби битката со мобилниот оператор. Базната станица беше поставена на покривот од куќата на улицата Маршал Тито. За овие жители, ова е мал Чернобил. Граѓаните на Берово се огорчени, поготово граѓаните на улица Маршал Тито, каде е и најгусто населено место во Берово. Ова е, да не речам, некој од присутните го нарече мал Чернобил. Ова го работи електронска урбана мафија. За жителите на оваа улица направените мерења на зрачењето на станицата се фингирани. Не сме против давањето на парите, нека дислоцира антената горе на Јовец, на некоја друга нива ливада. Парите неки ги даваат на неа, ние сме против тие пари. Сакам оваа антена да се дислоцира и да не ги зрачи нашите деца, не само моите внуци, туку и другите деца од малото. Кој има право да ги зрачи моите внуци и моите деца? И сите граѓани и деца во ова населено место, густо населено место, извинете. Градоначалникот Драги Наџински повторно истакна дека направените мерења за зрачењето на базните станици се многу пониски од дозволените според европските стандарди и општината повеќе нема правна основа да не го одобри барањето на инвеститорот за поставување базна станица. Стварно, можеби граѓаните и се во право дека има некое зрачење и баш заради тоа ние ја стопиравме изградбата, тоа е поставувањето на базната антена, но и добиените резултати каде се гледа дека зрачењата се многу минимални, а јас мислам дека ние како локална самоуправа и немаме правен основ со кој би можеле да не издадеме одобрение. Жителите од улицата Маршал Тито неколку пати излегуваа на протест, искажувајќи го незадоволството од поставувањето на базната станица во нивното соседство. Тие најавија дека ќе поднесат кривични пријави до сите инволвирани во поставувањето на оваа базна станица.